Македонија, поради својата стратегиски и економска важност на Балканскиот полуостров, од секогаш привлекувала завојувачи од разни страни. Со цел да ја осигураат Македонија за себе, завојувачите во различни периоди на незината територија колонизирале своји етнички елементи на кои се потпирале во текот на своите владења. Токму на ваквата колонизација, што турските завојувачи ја вршеле во Македонија уште од своето доаѓање, се должело и нивното повеќевековно владење. Засилената српска пропаганда при крајот на 19. век и по Илинденското востание, како и меѓународните активности и договори со балканските држави, резултирале во две балкански војни, со кои кралството Србија добило и окупирало дел од етнографска Македонија, односно Вардарска Македонија. Соседните балкански држави смета дека делот од Македонија или целата Македонија им припаѓаше нив. Сите тие по завршувањето на балканските војни излегоа незадоволни од она што го добија со Букурешкиот мировен договор. Кралството Србија по балканските војни сметаше дека за да се зачува тој дел на Македонија, бидејќи и тие не беа сигурни, го добија, но не беа сигурни дека тоа можат да го задржат, заради тоа што тука имаше едно движење, национално движење кое што се бореше за осамосталување, за создавање на посебна држава. И за да успеат да го задржат тој дел, тие предпредува различни мерки, покрај политичките, економските и други мерки, но една од главните мерки беше токму колонизацијата на Вардарска Македонија. Со тоа се сакаше да се придобие населението прво во рамките на Вардарска Македонија, но и да се донесе население кое што србите го сметаа за проверено население и тоа население да се насели таму на најклучните, на најневралгичните подрачја. Едно од најважните отворени прашања што зад себе ги оставила Османлиската империја по незиното распаѓање во првата деценија на 20. век во Македонија и на Балканот било аграрното прашање и неговото решавање преку спроведување на аграрна реформа, што било повод за нова колонизација на новите освојувачи. Во текот на 20. век на територијата на Македонија биле спроведени 3 аграрни реформи, кои имале пред се политички цели, заради фактот што биле проследени со мерки за колонизација. Ова особено се однесува на српската колонизација од 1913 до 1915 година и од 1919 до 6 април 1941 година. Прво во рамките на кралството Србија, а потоа во рамките на кралството на србите, хрватите и словенците, односно кралството Југославија, како и на бугарското оземјување од 1941 до 1944 година, за време на Втората светска војна, спроведено од царска Бугарија. Третата аграрна реформа и колонизација била спроведена по Втората светска војна во рамките на Федеративна народна република Југославија во периодот од 1945 до 1948 година и имала за цел да покаже дека новата народна власт е во интерес на народот и дека ќе ги исправи историските хипотеки, од кои една од најсложените била поранешната српска колонизација. На територијата на Вардарскиот дел на Македонија, односно денешна Република Македонија, до Балканските војни не живее српско население. Навистина, српското влијание преку просветно-црковните пропаганди и така натаму било силно во определени делови на денешна Република Македонија. Северните делови, делови од Западна Македонија и така натаму. Бидејќи во Вардарскиот дел на Македонија околу 80% од населението беше селско, односно се занимаваше со земјоделие, тоа значеше дека требаше да се реши аграрното прашање, односно прашањето за сопственоста на земјата и македонскиот селенец тоа го очекуваше. Во врска со тоа, на 20 февруари 1914 година беше донесена уредба за населување, со која се предвидуваше во Вардарска Македонија да се населат српски колонистички елементи во пограничните области на територијата. Меѓутоа, за ова населување немаше интересенти. За да достигне таа колонизација еден поголем зенит и да населението да покаже поголем интерес, интересно е што тогашните медиуми, пред само печатените, бидејќи немало други медиуми, спровеле една жестока кампања
и една пропаганда дека вардарскиот дел на Македонија бил дел од државата кој што бил неистражен, кој што имал големи плодни земјишта, имал одлични ресурси и според тоа бил погоден за сите кои што би се населиле во овој дел на државата, како што го нарекувале Јужна Србија или југот на државата. Според уредбата се предвидуваше, односно тоа беше нацрт план и се предвидуваше во Вардарска Македонија, вклучително и Косово, да се населат околу 12.000 колонисти со цел за присвојување на овие ново освоени области. Меѓутоа, овие работи што беа наведени во уредбата не може да бидат спроведени бидејќи започнува Првата светска војна во 1914 година и со тоа колонизацијата беше замрена. Во текот на војната колонизацијата повеќе не се спроведуваше и не беше поставено аграрното прашање. Кон крајот на 1915 година Вардарска Македонија беше окупирана од Бугарија и бугарските власти не презедоа ништо за решавање на аграрното прашање и за подобрување на положбата на македонскиот селанец. Единствено што направија беше тоа што слободната земја им ја дава на македонските селани под наем, а многу селани мораа да работат ангарија на селската земја, а приходите главно ги дава и ги упатува на фронтот за издржување на армијата. По завршувањето на Првата светска војна, Вардарска Македонија како дел од кралството Србија влегла во составот на новоформираното кралство на србите, хрватите и словенците, а од 1929 година во кралството Југославија. Српските државни власти Вардарска Македонија ја сметале за српска територија, односно дел од Јужна Србија. По воспоставувањето на српската власт, повторно биле активирани сите средства за спроведување на српската колонизација. Оваа така наречена втора фаза од српската колонизација во Вардарска Македонија го опфаќа периодот од 1919 до 6 април 1941 година и истата се спроведувала врз основа на новодонесените законски акти, и тоа уредбата наречена Претходни одредби за подготовка на аграрната реформа од 1919 година, уредбата за населување на јужните нови краишта од 1920 година и Законот за колонизација на јужните краишта од 1931 година, со измени и дополнувања од 1933 година. Со овие законски акти била создадена правна рамка за аграрната реформа во Вардарска Македонија, која требала да се спроведува во функција на политиката за денационализација и асимилација на македонскиот народ. Веднаш по воспоставувањето на власта во 1980 година, кралството на србите, хрватите и словенците започнало да ги обновува старите планови направени уште по Балканските војни, по Букурешкиот мировен договор, за колонизирање на освоените области во Првата, односно Втората Балканска војна. Колонизацијата во основа започнува во 1919 година, кога првите колонисти, доброволци, поранешни четници, луѓе кои што биле заслужни за, како што тогаш се нарекувало, српството и така натаму, започнале да се населуваат на територијата на Македонија, односно на територијата на Косово и Метохија. Властите на кралството на србите, хрватите и словенците донеле еден закон за спроведување на аграрна реформа. Всушност, во рамките на тој закон влегува и српската колонизација. Таа се одвивала во различни периоди во Вардарскиот дел на Македонија и со различен интензитет. За да се поттикне интересот за колонизирање, државата пропишувала и стимуланси. Така, покрај земја, на колонистите им се обезбедувале бесплатен превоз, градежен материјал, ослободување од даноци, локални давачки и царина, право за користење на утрините за пасиште и друго. Средствата за овие потреби биле покривани од државниот буџет. Македонците во рамките на ова српска покрајна беа исто така именувани како јужносрбијанци, при што македонскиот народ беше непризнаен народ. Првата мерка што ја превзедоа новите власти беше целосно да го асимилираат македонскиот народ, односно да го србизираат. У стара Југославија се беше
јазикот беше на српски. Дома си зборевме македонски, али српски. Преземијаните ни беа сите на ич. Јас бев тогаш Гогович. Србите многу смета да ја Македонија да убијат тоа македонското. Ова политика на србизација се спроведуваше од една страна со насилство на српскиот режим, а од друга страна преку целокупниот културно-просветен и црковен апарат. Македонија како едно подрачје, односно еден регион во ова кралство на србите, хрватите, словенците, за разлика од другите региони, беше најмногу колонизирана. Таа бројка на колонисти во сите периоди на српската колонизација не изнесува повеќе од 100 до 150 илјади луѓе максимум. За да не предизвика револт кај македонското население, најпрвин се одело кон тоа во Македонија да се населуваат посиромашни семејства од различните делови на кралството на СХС, пред се од Војводина, Лика и други некои пасивни краишта, каде што населението имало дефицит од плодно земјиште за обработување. Најплодното земјиште било по долината на реката Вардар. И тука српската власт се обидела да колонизира голем број на семејства. Исто така, правците на српската колонизација биле особено насочени во северниот дел на Вардарска Македонија, во селата на Скопска Црна Гора, Кумановско и нешто околу Тетовскиот крај. Српската политика во тоа време мислела дека со овие колонистички семејства ќе го разбие македонскиот компактен етнички елемент. Таков обид бил направен со овие колонистички семејства да се направи и во источниот дел на Македонија, иако таму имало најмалку услови. И од поглед на плодно земјиште, и заради климатските услови, но и заради структурата на населението кое речиси целосно било македонско по националност. Тој процес е карактеристичен по тоа што тогаш беа признати во Југославија трите нации, србите, хрватите и словенците, и се сметаше дека може да се изврши колонизирање и од други подрачја, да речем, беа донесени и унгарци, па некаде и словенци, па и црногорци, но главно тенденцијата беше да се донесе население лојално на српската власт. Во првата етапа, од 1919 до 1923 година, колонизацијата била најинтензивна и во овој период биле населени 2139 семејства. Македонскиот народ се третирал како дел од српскиот народ, односно јужни срби или јужносрбијанци. Бидејќи не биле признати како посебен народ, македонците немале политички, национални, јазични и културно-просветни права. Српскиот јазик бил службен и единствен задолжителен јазик во администрацијата и образованието. Субјекти на српската колонизација во Вардарска Македонија биле национално заслужни и проверени елементи, доброволци во војните, четници, оптанти и бегалци, пониски државни службеници, финансиски чиновници и автоколонисти, во рамките на така наречената приватна и државна колонизација, а се инсталирали државни, културно-просветни, стопански и други установи, како субјекти на колонизацијата во рамките на така наречената административна колонизација. Интересно, за колонизацијата можеме да кажеме дека освен селската постои градска колонизација. Во градовите тоа релативно помалку е обработувано кај нас. Во градовите се населувале чиновници, административци, трговци, луѓе кои во основа во самите градови донеле еден нов дух, би можело да се каже. Меѓутоа и полека започнале да ја менуваат етничката структура. Тоа особено било во поголемите градови како Скопје, Куманово и така натаму и останатите градови. За задржување на власта во окупирана Македонија беше многу значено да има јак административен и полициски апарат. За таа цел во Вардарска Македонија беа стационирани 35.000 лица, војници, жандарми, граничари и четници. Треба да напоменам дека од 17.000 жандари, колку што имаше на целата територија на кралството на СХС Југославија, 12.000 беа стационирани на територијата на
Вардарска Македонија? Жандарми имаше на многу често. Например, на 10 до 15 километри еден од друг беа жандармериски постави. Се правеа нови куќи, зграда нова, во која тие живееа, од тука одеа во обилазак на своите места, да видат како е. Тука се хранее, тука спиева, тука плата зимаа. Во административниот апарат, во просветата и воопшто во секоја онаа установа каде што се примаше државна плата, главно беа вработувани елементи, личности од српско национално потекло, а за пониските чиновнички места обично се мислеше дека македонецот не е доволно образован и дека не е способен да врши административна функција, почнувајќи од најосновната полициската па нагоре. За да работат во Вардарска Македонија, државата им даваше многу поволности. Например, платата им беше поголема од 25 до 50%, а од друга страна годините на служба, поминати во Македонија, се рачуна двојно. Па затоа многу колонисти доаѓаа како административни чиновници во Вардарска Македонија, а тие користејќи ја положбата на власта и незината заштита и воопшто политичката состојба во Вардарска Македонија, со ретки исклучоци правеа многу злоупотреби и беа главни носители во денационализацијата и асимилацијата на македонскиот народ. По долги преговори во Вардарска Македонија беше формиран и Скопскиот филозофски факултет. Тој беше всушност клон на Белградскиот универзитет и на него главно се предава национални предмети. И како што беше истакнато, целта на овој филозофски факултет беше да ја шири српската национална мисија на југ. Владата во Белград после овој прв бран на колонизација решила во Македонија да населува луѓе и да им доделува земјиште на тие луѓе чиновници кои што ги прогласила дека се заслужни за српството. Интересно е што всушност овие луѓе, оваа категорија на луѓе, така наречени луѓе борци за српската кауза, требало всушност да ја извршат примарната задача на српската колонизација. Не оние сиромашните кои што доаѓале за парче обработлива земја. За да успее таа српска колонизација, во Македонија српската власт со закон, со разни подзаконски акти, им дала голем број привилегии на овие српски колонисти. Не само што ја добивале најплодната земја во Македонија, таму каде што ја имало, туку исто така добивале многу поволни кредити за изградба на куќи. Добивале поволни привилегии за изградба на системи за наводнување на земјиштето, што значи дека имале навистина големи привилегии во споредба со домашното македонско население. Во втората етапа, од 1924 до 1928 година, започнала стагнација во процесот на колонизација. Во првите месеци од 1924 година, на територијата на Вардарска Македонија биле населени 456 семејства. Во наредните години, колонизацијата била запрена. Покрај денационализацијата и асимилацијата, колонизацијата во Вардарска Македонија имала и стратегиски цели. Од распоредот на создадените колонии на теренот може да се согледа стратегиската цел на колонизацијата. Например, во Струмичката околија биле создадени 28 колонии со околу 200 колонистички семејства. Со слични намери биле создадени поголеми колонистички населби во Гевгелиската, Штипската, Кумановската, Овчеполската, Прилепската, Кочанската, Мариовската и Царевоселската, Делчевска околија. За таа цел, таа предвидуваше населување на колонистички елементи во пограничните области, а исто така предвидуваше населување на важните комуникацијски места, на патиштата и проектираните железнички линии, како и на оние места каде што претходно се вршеа развојнички банди. За стратегиската цел на колонизацијата многу беше дискутирано и во Народното собрание, па така во една од дискусиите беше истакнато дека српската држава, односно државата, треба да населува колонистички семејства во пограничните области на Македонија за да го заштити и засели националниот, односно српскиот интерес.
Источно од Повардарието, значи, стратешките објекти за колонизација имале за цел да се штитат и од навлегувањето на четите на ВМРО од територијата на Бугарија во Вардарскиот дел на Македонија. Исто така и во Западна Македонија со таква стратешка цел за заштита од навлегувањето на качачките банди или пак на некои чети од ВМРО кои што навлегувале и од територијата на Албанија, и Повардарието, нели, како една економско-стратешка линија. Колонии биле создадени и таму каде што немало ниту плодна, ниту слободна земја за населување. Така, во Малешевската околија биле создадени 6 колонии со 131 колонистичко семејство, а во Пехчево, меѓу другите колонисти, во 1922 година биле населени Срби галиполци, вкупно на број 74 семејства со 320 членови. Со посебно внимание се населувале колонистички семејства во околината на Скопје, како административен и транзитен центар. Режимската ориентација била во него да се создаде идеална национална хомогеност. Во Скопската околија биле создадени 29 колонии со 659 семејства. Всушност, било замислено српското население во него да се зголемува до бројка, што би овозможила доволно силна духовна и стопанска надмоќност и влијание. Политичките услови во Вардарска Македонија моделе во прилог на несовесното чиновништво во вршењето на злоупотреби, а највисоките државни органи ја користеле оваа состојба да ја забрзаат акцијата за денационализација и асимилација на македонскиот народ. При населувањето, аграрните власти воопшто не воделе сметка за начинот на кој ги распоредувале доселениците во Вардарска Македонија во однос на условите, односно не се раководеле по принципот да ги населат во подрачја кои имале слични услови со оние во краиштата од кои доаѓале. Така, тие во Овчеполе колонизирале оптанти од Унгарија, словенци во Демиркапија, црногорци во Кочанско, Радовишко и Гевгелиско, оптанти од Истра во Неготинско и слично. Спроведувајќи ја колонизацијата, аграрните власти многу малку воделе сметка за економската состојба на територијата на Вардарска Македонија, односно за развиеноста и неразвиеноста на подрачјата во кои што колонизирале, нели, српско население во Македонија. Односно, климатските услови на оваа поднебје да можат да бидат полесно поднесувани од страна на колонистичките семејства. Иако Малешевијата е пасивен крај, тука се колонизирани двојно или тројно повеќе колонистички семејства од тоа што било предвидено. Аграрните услови и климатските услови биле за нив неповолни, страдале меѓу другото и од болести, многу често од маларија, дури умирале, нели, некои од нивните деца. Згора на тоа земјиштето на вистина не било плодно. Немањето на вода уште повеќе го усложнувало тој процес на колонизација, но интересно е што тука покрај Срби по националност властите во Белград се обиделе да колонизираат и унгарско население од Војводина. Дури и колонистичките населби кои што ги граделе во Овчеполието носеле имиња на населбите од Војводина. Например, еклатантен и познат е примерот со колонистичката населба Нова Батања. Голем дел од овие колонисти кои очекувале дека овде ќе видат рај на земјата, наидувале на ситуации кога заболувале од болести предизвикувани од каснување на комарци. Значи, се појавила маларија, заради немањето вода, дизентерија, голем дел од тие колонисти починале, а еден дел незадоволни од тоа што го виделе во Македонија, сами се вратиле назад во своите стари родни огништа. Последиците од небрежноста при избирањето на објектите за колонизација, колонизираните семејства ги почувствувале уште во првите години по населувањето. Тие особено доаѓале до израз во случај на природни непогоди, како суша или јака зима. Односите меѓу македонското население и колонистите не биле добри. Начинот на изведување на колонизацијата од своја страна ја потенцирало мразата на местното население и кон аграрните власти и кон колонистите. Некои колонисти, користејќи ја привилегираната положба во однос на местното население, вршеле самоволија од најразличен карактер, што резултирало со чести поплаки, спорови, па дури и студири меѓу нив и местното население.
Исто така, властите на голем број колонисти, кои биле во тесна врска со нив, им дозволувале носење на оружје, со цел да влеат страв кај местното население, преку застрашувања или денунцирање за противдржавна дејност. Во текот на колонизацијата во Вардарска Македонија, колонистите и македонското население биле изложени и на теророт што го вршеле разни државни чети, како и комитските чети организирани од ВМРО, кои навлегувале од Бугарија. Така, например, просрпскиот четнички војвода Јован Бабунски со своите четници извршил крвав и масовен терор врз населението во Битолско, Тиквешко и Брегалничко. Колонистите пак од источниот дел на Вардарска Македонија особено страдале од комитските чети и нивните акции. Најголеми злосторства над колонистите и македонското население биле извршени во 1922 и 23 година и од комитите и од власта. Оваа тешка положба и за колонистите и за македонското население, особено во источниот дел на Вардарска Македонија, траела се до 1934 година, кога со спогодба меѓу кралот Александар и цар Борис, владата на Кимон Георгиев во Бугарија ја забранила дејноста на ВМРО, со што престанале и комитските акции во Вардарска Македонија. Факт е дека кога од некој друг регион се носи некое население кое што не е од тој регион, се создава еден отпор на страно тело. Требало да помине доста време да се инкорпорираат тие, да се прилагодат и дојденото население, но и домашното население да се прилагоди кон новодојденците. Тие најчесто не можеле да ги доловат состојбите на теренот, не можеле точно да предвидат што ќе се случи при реализацијата на фазите на колонизацијата. Некојаш било доведено да дојде некое население од север кое што не ги поднесува климатските услови. Или пак треба да се колонизира некој регион во Македонија сушен, кој што не може да обезбеди екзистенција ниту за тоа население кое што веќе постои, а уште му се носи друго население. Таквите и слични проблеми создавале други и меѓуетнички проблеми меѓу населението, често доаѓало до судири, до тепачки, до разни конфликти кои што на некој начин вршеле и дестабилизација на начинот на живеењето и сето тоа се одразувало на економскиот подем на населението, бидејќи македонскиот народ не е ксенофобен, не е ксенофобно население, не е нешто што го има во Европа денеска или предходниот период. Тоа е едно широко отворено население. Живеело и со турци, и со други нации, и така натаму денес. Меѓутоа, факт било дека во Македонија немало услови за таква колонизација, каква што ја замислувале актуелните власти на Кралството Србија, после Кралството на србите, хрватите и словенците, а после и на Кралството Југославија. По конституирањето на власта на Кралството на србите и хрватите и словенците, се јави огромно незадоволство во Бугарија и бугарскиот двор настојуваше на разни начини да влијае да не дојде целосно до, како што тие сметаат, до србизација на Македонија, па поради тоа формираа разни чети, некогаш и ги злоупотребуваа и четите на ВМРО, на, така да кажем, света организација за македонскиот народ, но најчесто под тие закрила се јавуваа и разни струи и некојаш беа злоупотребувани. Една од познатите акции на четите на ВМРО против српското колонизирано население во Вардарска Македонија се случила на 16 јануари 1923 година во селото Кадрифаково, каде од страна на четата на Јован Брло биле убиени 23 колонисти со нивните семејства. ВМРО-вскиот војвода Јован Брло со својата чета влегол во селото и исклал 23 колонизирани срби, па и некои членови од нивните семејства. Така во селото од 52 колонистички семејства останале само 19.
Српските власти доста се вознемириле од овој непријатен настан и чекале прв момент за да се осветат на ова случување. Така, на 2 март 1923 година, во селото Гарван, Радовичко, се појавила една комитска чета и во судирот со војската комитите убиле 2 војника. Штипскиот жупан Добрица Матковиќ, кој раководел со акцијата против оваа комитска чета, како одмазда за смртта на колонистите во Кадрифаково, заповедал да се фатат сите машки членови од селото Гарван и по негова заповед, без суд и пресуди, биле застрелани 28 селани, меѓу кои имало и 3 деца на 12, 13 и 17 годишна возраст. Овој крвав настан, местното население го вознемирило многу силно и има одраз не само на територијата во Вардарскиот дел на Македонија. На ова реакција на режимските војски, на режимските власти, на режимската полиција, ова реакција на ставот на целокупниот режим кон местното население предизвикала силни одзиви и меѓу македонската емиграција, најголем дел од неа сконцентрирана во Бугарија. Македонските организации во Бугарија, здружено, направиле еден масовен протест во центарот на Софија во поддршка на македонското население во Вардарскиот дел на Македонија и на некој начин, ова непријатност, ова нехуманост од страна на режимските власти на кралството СКС да биде предочена и пред пошироката јавност. Не раководејќи се од економските услови во некои краишта, аграрните власти населувале семејства и во пасивните места, каде што местното население било многу сиромашно и очекувало земја од аграрната реформа. Така, например, во Малешевската околија, по инструкции на Министерството за внатрешни работи, биле населени 2 пати повеќе колонисти од предвиденото. Исто така, и во Охрид биле населени 12 колонистички семејства, макар што тој крај бил познат по својата пасивност, а од тука и по масовната појава на печалбарството. Слични примери имало и на други места. Македонскиот народ во целост бил против таа и таква колонизација. Обидувајќи се да најдат излез од оваа ситуација, некои представници од власта барале да се измени односот кон местното население при спроведувањето на аграрната реформа и колонизацијата. Тие сметале дека при доделувањето на земјата треба да се фаворизира местното население, а потоа ако остане земја, таа да им се доделува и на доселениците, со што би се намалила омразата и нетрпеливоста кон нив. Но српската власт на овие предлози го дала следниот одговор. Од национална гледна точка не е опортуно сите македонци потполно да се задоволуваат со земја. Во тој случај не би останало за колонистите, а заради асимилирање треба да се мешаат со национално свесните елементи од другите краишта. Треба да им се дава и на местните, но во помал број во нивниот, а повеќе во другите краишта. Спроведувањето на аграрната реформа во Вардарска Македонија, како составен дел на процесот на колонизација, било предмет на жестоки критики уште од почетокот на воспоставувањето на српската власт, па се до распадот на кралството Југославија. Најдобра синтеза на овие критики представува писмото на Мехмет Спахо од 27. јули 1938 година, упатено до владата на Милан Стојадиновиќ. Мехмет Спахо, еден од столбовите на режимот во тоа време, остро го критикувал Врховното поверенство со седиште во Скопје за спроведувањето на аграрната реформа, што според него оставило штетни и трајни последици за македонскиот народ. Тој во своето писмо истакнал дека поверенството ги кршело одредбите од законот за населување во јужните краишта и наместо негово спроведување владеело самоволие и насилство. Имено, земјата се одземала и од оние лица кои во 1919 година имале потврди за поседување на земјиштето. Како што наведува Спахо, тоа било земја што се пренесувала од колено на колено и за која луѓето имале тапии. Но и покрај тоа, поверенството не ги признавало тапиите и ја оневозможувало примената на законот, односно, сите парцели ги прогласувало како определени за населување. Напоменувам, вели Мехмет Спахо во цитираното писмо,
Ovde не се работи за поединци, туку за цели околии со земјоделци, кои со ваквите постапки на аграрните власти ќе станат голи просјеци. Во третата етапа, од 1929 до 6 април 1941 година, интензитетот на колонизацијата се намалил од повеќе причини. Една од причините веќе ја наведов. Тоа се неповолните климатски услови и неприспособеноста на населението да живее во овие делови на Македонија, особено во источниот дел. Втора причина за тоа е безбедносната состојба, несигурноста на српските колонисти, односно навлегувањето на комитските чети на ВМРО кои што ги напаѓале српските колонистички населби. Како пример, секако е нападот на српската колонистичка населба во селото Кадрифаково, Свети Николско, во јануари 1923 година, било оставено писмо подпишано од Тодор Александров, во кое што стоеле заканите сите српски колонисти да ја напуштат територијата на Македонија и да се вратат од родните места од каде што дошле. Инаку во спротивност ВМРО се заканила дека ќе ја доживеат истата судбина што ја виделе српските колонисти во населбата Кадрифаково. Такви напади на српски колонистички населби имало и во другите делови на Македонија и поради стравот на централната српска власт дека тие би се повлекле од Македонија, таа ангажирала голем воено-полициски апарат за обезбедување на населбите. Поради неповолните услови за живот во овој дел на Македонија, уште пред почетокот на Втората светска војна голем дел од нив ја напуштиле Македонија. Останале само представниците на српската власт. Во економски поглед, колонистичката политика на српската власт во Вардарска Македонија била потполно неуспешна. Кога ќе се направи резиме на крај, може да се констатира дека и покрај сите овие политики на кралството на СХС, српската колонизација доживеала фијаско во Вардарскиот дел на Македонија. Таа не успеала, не ги постигнала главните своји цели. Први, не го разбила македонскиот етнички елемент во Вардарскиот дел на Македонија. Македонците и понатаму биле во процент најбројно население, иако според законите на кралството на СХС тие не биле признаени како посебна националност. Но властите во Белград биле свесни дека колонизацијата не ја завршила својата примарна задача. Голем дел од колонистите останале во Македонија, имале добар соживот со македонското население, кое што на почетокот на вистина давало жесток отпор за одземањето на плодното земјиште. Но тој отпор повторно е насочен кон овие представници на српската власт, жандарми, солунците, српските четници кои што биле населувани, а не на обичниот српски народ, унгарски народ или имало и црногорци, например, по националност, не на тој сиромашен слој на населението кој што полека со тек на времето може би и нашол заеднички јазик со македонците во Вардарскиот дел на Македонија. Тие колонисти беа многу добро живеа со македонци таму. И македонците према нив се однесува. Иако беа колонисти. Добро, они беа привилегирани, ама и беа и многу објективни. Во една таква ситуација, Вардарскиот дел на Македонија го дочекал почетокот на Втората светска војна, кога колонизацијата била прекината поради војната и веќе имаме сосема поинакви настани кои што се поврзани со овој процес. Некои останаа, не си отидоа сите. Тие што останаа, Трстенек, Манастирет, Сирково, дури и Росом некои. Многу од нив излегува партизани од Тиквашко. На првата конференција на Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија, одржана на 8 септември 1940 година, едно од клучните прашања било прашањето за колонистите, при што се зазел ставот дека тие треба да се иселат од Македонија, каде владеел глад за земја и да се населат онаму каде има доволно земја за обработување. Додека Шаторов го искажуваше својот поглед на аграрна реформа во Македонија, тој представник на Централниот комитет од Југославија беше замислен
И во еден момент, кога заврши со своето искажување Шаторов, тој така замислено праша на српски јазик: зар сви? Методија му рече: да, сви. А овој човек, Жујовиќ, не стана против. Остана ќутеći секогаш со изложението од наша страна. Набрзо на петата земска конференција на КПЈ, одржана во Загреб од 18 до 23 ноември 1940 година, Методија Шаторов Шарло, политички секретар на Покраинскиот комитет на КПМ, во својата дискусија ја критикувал колонизацијата во Вардарска Македонија и, меѓу другото, објаснувајќи го ставот на Покраинскиот комитет кон колонистите, го истакнал следново: не можеме да отидеме кај македонскиот селанец и да му кажеме дека колонистите му се браќа. Бидејќи генералите, жандармите и шпионите не се браќа, доколку би оделе во сојуз со колонистите, тие би одговориле со лопати. На колонистите им е дадена најдобрата земја. Таа им е одземена од селаните. Во Македонија има малку земја, затоа бараме колонистите да се иселат во Србија. Земјата да им се даде на македонските селани, само доколку има повеќе, тогаш да им се даде на другите нации. Српската власт во Вардарска Македонија, преку колонизацијата, непрекинато работела на денационализација на македонскиот народ, со една единствена цел – сосема да го асимилира во составот на српската нација. Со започнувањето на Втората светска војна, овој процес бил прекинат. На 6 април 1941 година, Кралството Југославија било нападнато од силите на Оската, предводени од нацистичка Германија, и во првите 10 дена паднало под ударот на војските на Хитлеровата коалиција. Со молневита војна бил реализиран германскиот план Потфа 25. На 17 април, Кралството Југославија потпишало безусловна капитулација. За Македонија и македонскиот народ започнала нова драматична историја на повторни делби, борба и крвопролевање.